вечер, Кочани, добро вечер, драги пријатели. Добро вечер, наши борци и соборци во битката за правда и слобода. На почетокот сакам да ви се заблагодарам, искрено да ви се заблагодарам, да ви ја искажам мојата почит за вашата пожртвованост, за тоа што ни верувавте, за поддршката што ни ја дававте во изминативе 2,5 месеци во одбраната на демократијата, на уставот и законот, во одбраната и честа достоинството на македонскиот граѓанин и македонскиот народ. Заедно со вас организиравме десетици, стотици протестни маршеви, собери, блокади, митинзи ширум цела Македонија. Илјадници луѓе секоја вечер ги полнеа улиците и плоштадите на македонските градови. Конечно видовме, се пробуди желбата, се покажа волјата, па ако сакате и наетот на нашиот македонски човек, на нашиот македонски народ, да се побуни, да се бори, да се пружи отпор против оваа тиранија, против оваа забегана и јаздисана власт, против оваа диктатура на еден човек и мала група луѓе околу него. Уште еднаш се покажа дека нашиот македонски народ може многу да истрпи, може многу да издржи, но порано или подосна чашата ќе се прелее. И тогаш кога ќе се крене, кога ќе тргне, нема сила што може да го уплаши, нема сила што може да го запре. Благодарение токму на вас, почитувани граѓани, благодарение на вашата упорност, на вашата верба и доверба, на вашата решителност, во Македонија предвремени парламентарни избори ќе има. Нека го искривува договореното Никола Груевски ВМРО ДПМН колку сака. Нека се и наетат. Лажно нека читаат и уште полажно нека преведуваат. Ја го исполнил ветувањето дадено на меѓународната заедница дека до јуни ќе го реши спорот со Грција. Ја уште еднаш по кој знае кој пат излажал за нив бегање од соочување со народот и со големата народна казна нема да има. Го слушам овие 2 дена Груевски вели за името ќе одлучува народот на референдум. Никола, греота е, срамота е да се криеш зад народот. Ти си тој што го имаш дадено ветувањето. Ти си тој што треба да го испорачаш. Народот на референдум ќе одлучува за она што ти претходно ќе го прифатиш, за она што ти претходно со свој печат и потпис ќе го овериш, за она со што ти претходно си се согласил. Почитувани граѓани, драги пријатели, бојкотот е прекинат, ама отпорот продолжува и тоа како што се договоривме до крај, до конечна победа. А вас, почитувани граѓани, ве повикувам да не го чекаме септември. Ајде да ја завршиме работата многу порано. Евеа шансата на локалните избори на 24 март. Евеа можноста со еден секој ваш глас се брои 2 пати, да заврши 2 работи, да издвојува 2 победи. Првата за локалната власт. Кочани во минатото со години беше и еве дојде моментот повторно да стане бастион на социјалдемократскиот сојуз. Овој град, оваа општина, овие луѓе не заслужуваат да живеат киднапирани од ДПМН. Не заслужуваат да живеат во страф.
да веднат глава, да се тргаат на страна, да ги трпат сите хирови, сите бесови, сите лудости и глупости на оваа недемократска, корумпирана, расипничка власт. Ниту на локално, ниту на централно ниво. На овие избори овде во Кочани одиме со кандидат за градоначалник во кој јас целосно верувам. Милијан Донов е човек со биографија, личност доволно возрастна за да има животно и работно искуство и во исто време доволно млад за да има енергија и ентузијазам за работа. Но што е најважно, човек кој не можеш да го скршиш, не можеш да го уплашиш, не можеш да го поколебаш. Вистински избор за Кочани на новото време. За Кочани по-успешно, по-напредно, по-добро. Милијан Донов за победничко Кочани. Почитувани граѓани, на 24 март имаме можност со нашиот глас да завршиме уште една многу поважна, многу поголема работа. Имаме шанса да им вратиме, да им наплатиме за се. За 7-те години малтретирања, притисоци, закани и заплашувања. За сите понижувања, газење и подценувања. За сите полициски и инспекцијски казни без било каков основ изречени. За сите списоци за гласање со закани направени. За сите откази и деградирања по партиска директива спроведени. Да ги казниме затоа што не направија земја во која човек се плаши на телефон слободно да говори, а за политика сегде да се шепоти. На 24 март имаме шанса да им наплатиме, затоа што 7 години безобразно лажат и манипулираат, затоа што сите критички настроени телевизии и вестници ги затворија, затоа што македонската радиотелевизија, Сител, Канал 5 и уште многу други станаа пералници за човечки мозоци, затоа што во однос на слободата на медиумите не однесува во друштвото на Нигерија, на африканските земји. Треба и мора да им наплатиме, затоа што не направија земја светски првак во мизерија, заради сета беда и сиромаштија во која живееме, заради сите блокирани сметки, активирани хипотеки, судски извршители на нашите врати, заради цените што секој ден растат, заради скапотијата од која повеќе не може да се живее, заради огромните долгови што ги направија и за враќање на наш грб ги оставија. Драги пријатели, на 24 март мора да им наплатиме за сите народни пари што ги искрадоа, за сите наместени тендери и лажни анекси, за сите фирми и бизниси со уцени превземени, за сиот рекет што стопанството го наплатија. Мора да им се врати, мора да им се наплати, затоа што како народ не поделија и меѓу себе не испокараа, затоа што испокараа брат со брат, татко со син, другар со другар, затоа што 7 години ни продаваат лажен патриотизам. И колку тие стануваат поголеми патриоти, толку Македонија оди надолу, пропаѓа, бележи порази. На 24 март треба и мора да платат и за убиството на Мартин Нешковски, и за монтираниот судски процес против Љубе Бошковски, и за притворот на семејството на Дулем лекарот, и за тепањето на студенти на Скопскиот плоштад, и за законот за стечајци, и за театорот што го направија со законот за бранители. На 24 март треба да стигне народната казна и за 24 декември, за она брука и срамота,
за она убиство на демократијата, за она газење на устав и на закон и на деловник, за тоа што на криминален начин донесува буџет за да можат на криминален начин да ги трошат народните пари, за тоа што среде парламент тепаа народни пратеници, малтретираа и бркаа новинари, за тоа што жени, кукавиците и плашливците од ДПМН жени влечеа по патос среде парламент и пред очите на целата јавност. Драги пријатели, уште 2 дена да ги споменувам нивните грешки, нивните гревови, штетите што ги направија на овој народ и оваа држава, малку ќе биде. Заслужуваат и да бидат казнети и никогаш да не им биде простено. Почитувани граѓани, ова што ни се случува не е наша судбина. Ова што ни се случува не ни е од Бога пишано. Проблемите со кои се соочуваме нема сами да се решат. Ниту пак некој однадвор ќе дојде и место нас тоа ќе го направи. Ова е наша држава. Ова се наши животи и какви ќе бидат само од нас и никој друг зависи. Време е на ова пропаѓање, на ова агонија, на ова лудило да му го ставиме крајот. Време е за нов почеток, за нова страница. Време е за крупна, за историска одлука. Локалните избори на 24 март се можност да покажеме дека не е единствената Македонија онаа на Никола Груевски. Понижена и подсенета, послушничка и корумпирана, режимска и закопана во лажно минато и уште полажна сегашност. Ајде сите заедно да покажеме дека има и една друга, многу подобра Македонија. Храбра, горда, борбена, слободарска, демократска, правдолюбива Македонија свртена кон иднината. Тоа е нашата, тоа е вистинската Македонија. За неа вреди да работиме, за неа вреди да се бориме. Да покажеме дека таа Македонија не е само подобра, туку е и побројна, посилна, помоќна, дека тоа е победничката Македонија. Победата е пред нас, победата доаѓа, наша победа за наша Македонија.